Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Мал одзив за вакцинирање со трета доза, бидејќи повеќето граѓани втората доза ја примиле пред помалку од 6 месеци. Пописот во Тетовско-гостиварскиот регион тече непречено, оценуваат од општинските изборни комисии. Политичките партии СДСМ, ВМРО ДПМН и ДУИ ги презентираа проектите за Тетово од нивните изборни програми. Започнато е вакцинирањето со трета доза во Тетовско, но засега бројката на граѓани е мала, бидејќи кај соодветните лица за истата не се поминати 6 месеци од примената втора доза. Генерално во регионот е зголемен бројот на заинтересирани лица за вакцинација. И во Тетово е започнато вакцинирањето со трета доза вакцини, наменети за пациентите со имунокомпромитирачки состојби, здравствените работници и лицата постари од 60 години според препораките од здравствените власти. Од Здравствениот дом Тетово информираат дека засега бројката на лица кои се заинтересирани за трета доза е мал, со оглед на фактот дека повеќето од нив втората доза ја примиле пред помалку од 6 месеци. Започнавме по препорака од Министерството за здравство, започнавме со аплицирање на третата доза. Во моментов третата доза може да ја примаат сите здравствени работници со потврда од институцијата каде што работат, значи потоа пациенти на диализа, пациенти со трансплантирани органи и со имунокомпромитирани пациенти, нормално со извештај од специјалист, без разлика на возраста, и сите пациенти над 60 години, со тоа што за да се прими третата доза мора да има поминато 6 месеци од примањето на втората доза од вакцина. Мал е бројот на пациенти што ги исполнуваат овие критериуми во моментов, но очекуваме од октомври да се зголеми бројот што би ги исполниле критериумите за да се вакцинираат со трета доза. Директорот на Здравствениот дом додаде дека свеста кај граѓаните е зголемена и интересот за вакцинација е задоволителен. Со започнување на овој последниот бранд што да речам го поминуваме, ние да не кажам, но ја дуплиравме значи бројката на вакцинирани пациенти, свеста кај граѓаните се зголеми и мислам дека имаме веќе и во Тетово поприлично добар број на вакцинирани граѓани, што би требало да е некаде приближно 50%. Во моментот функционираат два големи пункта, значи пунктот во музеот или во поранешниот дом на Арама и пунктот во Центарот за култура. Има доволно кадар, значи во моментот во двата пункта се вакцинира и со прва доза и со втора доза. Работат во две смени. Значи, ние сме спремни доколку има потреба да се отворат и други пунктови, но тоа зависи се од потребите и од побарувањата за вакцинација, со оглед на тоа што започнавме и со редовната вакцинација за училишните деца. Инаку третата доза е од вакцината на производителот Pfizer, а општата вакцинација во регионов се врши и со AstraZeneca и Sinovac. Зголемен интересот на граѓаните кои досега не биле попишани сами да се пријавуваат во пунктовите во општините Тетово и Боговиње. Од општинската изборна комисија велат дека во овој реон само 12% од населението досега не е попишано, но со засилени напори ќе бидат опфатени сите до крајниот рок. Жители на Тетово и околните места овие денови сами доаѓаат да се попишат на пунктот во општинската зграда. Кај дел од нив не дошол попишувач или не биле дома. Други поради загриженост, бидејќи има само уште еден ден до крајот на најголемата статистичка операција во државата. Баш кај моја куќа не дошле. У комшијава да, а кај мене не. Пошто живееме кон патот за Шапка и никој не дошол до сега таму и дојдовме овде. Или соодветните не беа дома, или не се потребува да се сретнат. Сме биле надоле во печалба,
во Италија, сме апликирале, да видим дали сум сигурен овдека заведен или не. Од Општинската изборна комисија потврдуваат дека има интерес за ваквиот начин на попишување, освен во Тетово и во Општинската зграда во Боговиње. Оттаму информираат дека досега во овој реон се попишани 104.280 лица, 26.669 домаќинства, 34.928 станови и 23.454 згради. Пописот за пописен регион број 32, кој ги опфаќа општините Тетово и Боговиње, се одвива непречено како на терен, така и во пописните места, кои што се отворени во општинските згради во Тетово и во Боговиње. Вкупно за општина Тетово и Боговиње 12% од населението останува непопишано, но се надеваме дека со засилени напори ќе стигнеме да бидат попишани сите. Попишувањето на терен се врши од 8 до 22 часот, додека пунктовите за попишување работат од 8 до 20 часот. Во Гостивар досега со пописот биле опфатени околу 68.000 граѓани. Од Општинската пописна комисија велат дека процесот тече непречено. Од пред неколку дена отворен е и пункт во зградата на општината каде граѓаните лично доаѓаат за попишување. Рокот за спроведување на пописот трае до утре навечер до 20 часот. Во Гостивар процесот последниве денови добива на интензитет. Досега биле попишани околу 68.000 граѓани. Од Општинската пописна комисија велат дека активностите се одвиваат непречено, напоменувајќи неколку случаи на граѓани кои не сакале да учествуваат со објаснување дека им било страв поради пандемијата. Процесот на попишување тече се нормално, се добро, значи до утре крајниот рок. До сега се опишани се 68.000 граѓани, преку 20 домаќинства и преку 28.000 станови. Процесот се тече се нормално, има некои 5-6 случаи кои не влијат во текот на попишот. Кои што одбиле да се попишат? Се плашили. Од пред неколку дена отворен е и пункт во зградата на општината, каде граѓаните лично доаѓаат за попишување. Имаме отворен овде пункт, затоа апелирам до сите граѓани, значи уште денеска и утре до 20 сатот работат овде пунктот, ги попишуваат сите тие кои не или по разни околности не беа попишани дома или установите. Во однос за евентуално продолжување на пописот, од владата денес изјавија дека сите капацитети се насочени кон тоа операцијата да биде завршена во законскиот рок. Последниот збор за ова прашање ќе го има Државниот завод за статистика, откако ќе ги направи финалните проверки. Кандидатот за градоначелник на Тетово од Демократската унија за интеграција Теута Арифи ја презентираше изборната програма. Има уште многу работа да го направиме наше Тетово чиста општина достојна за живот на сите граѓани. Со оваа програма ви го представуваме нашиот план за следните 4 години и мојата заложба со целосна посветеност да го направиме Тетово подобро, помодерно и позелено. Дел од проектите се: изградба на обиколница во Тетово преку крстосницата Требош Непроштено, продолжување на булеварот Благоја Тоска, обезбедување на некои делови во градот со бесплатен интернет, зелени површини во градот, решенија за отпадот и за сообраќајниот метеж, продолжување на индустрискиот булевар кон село Порој, враќање на улицата на Бутици како улица со културни и занаетчиски вредности, реконструкција на плоштадот и подземни паркинзи, нова општинска зграда, ослободување од данокот за градба на сите оние кои ќе аплицираат за изградба на зелен покрив, продолжување на патот кон Бањиче, гасификација, подобри училишта и нова градинка, места за спорт и рекреација, дигитализација и многу други проекти. Кандидатот за градоначелник на Тетово од СДСМ Хамдија Елезовиќ ги презентираше проектите од изборната програма. Најдоброто Тетово ќе го води во проектите понудени од нас. За конечно акцентирање на деценискиот проблем со јавната чистота во градот, предвидуваме изградба на регионална депонија.
Овој подвиг ќе го реши проблемот со сметот, ќе овозможи дислокација на постојната претоварна станица, а и ќе ги намали трошоците на комуналното предпријатие. Образованието е еден елементарен услов за напредок не само на општината, туку и на државата. Изградба на објект за гимназијата Кирил Печиновиќ Тетово ќе го реши проблемот кој се провлекува низ генерации и генерации запишани во ова училиште. Тетово, како град со длабока културна и еснавска историја, време е да добие тетовско шеталиште. Овој најобемен проект опфаќа реализација на парк долж двете страни на реката Пена, ревитализација на стариот дел од градот, реконструкција на старата тетовска архитектура и стимулирање на бизниси чија дејност е типичен белег на автентично Тетово. За креирање на одржлив град ќе помогне гасификацијата. Процесот е од круцијално значење како за домаќинствата, така и за индустријата во Тетово. Овој проект представува голем чекор во решавање на проблемот со загадувањето на воздухот. Формирање на јавно предпријатие градски гробишта ќе помогне во систематско решавање на проблемот со градските гробишта во Тетово и помагање на локалната економија. Ќе ги сработиме најдобрите проекти за нашиот народ. Јас, како човек посветен на работата и како човек кој не бил вклучен досега во политиката, сум човек од доверба, честен, искрен и домаќин. Како човек од народот, подготвен сум да бидам и човек за народот и со реални проекти да ги решиме вистинските и основните проблеми на граѓаните. Кандидатите за советници од редовите на ВМРО ДПМНЕ вчера на пресконференција ги представија капиталните проекти за градот Тетово. Почитувани наши сограѓани, се наоѓаме во најстариот дел на наше Тетово. Од тука започнала историјата на Тетово, па заради тоа и ние ги започнуваме теренските активности токму од овој дел на градот. Знаејќи ги проблемите што со години ги мачат жителите од овој дел на градот, во нашата програма предвидовме изградба на 2 резервоари за вода за пиење со капацитет од по 150 метри кубни вода над населеното место Колтук и Певчина, со систем за филтрирање и хлорирање на водата. Со завршувањето на овој проект ќе се стави крај на проблемот со снабдување со вода за пиење за жителите на Колтук, Двабреста, Певчина, Поток и Дреновец. Реконструкција на улицата Гоце Делчев од спој со Иво Лола Рибар до црквата Свети Никола. Реконструкција на улицата Гоце Делчев од соборен храм Свети Кирил и Методи до црквата Свети Никола. Партерно и хортикултурно уредување на Тетовското кале со изградба на спортско-рекреативна патека на потегот од местноста Колтук до Тетовското кале, како и целосна реконструкција на патот. Изградба на забавен детски парк и стрит ворк-аут парк и хортикултурно уредување на игралиштето пред црквата Свети Никола. Ова се само дел од проектите предвидени за овој дел на Тетово. Почитувани, да не им дозволиме нови 4 години на истите луѓе, кои веќе 2 пати брутално ги изневерија очекувањата на тетовчани и даваа лажни ветувања. Затоа, ве повикуваме да донесете вистинска одлука за себе, за своите семејства, за иднината на Тетово. Тетово е за нова иднина, која создава и носи промени и проекти. Огранокот на ДУИ во Тетово вчера одржа конвенција на која беа представени кандидатот за градоначалник Теута Арифи и кандидатската листа за членови на Советот на општината. При тоа беше истакнато дека главните цели на изборната програма имаат за цел континуитет на работата за понатамошен развој на Тетово како чист и зелен град, со регулирана патна инфраструктура, квалитетно образование, регулиран сообраќај и ефикасна администрација. И покрај пандемијата успеавме да реализираме голем проект за булеварот Илинденска, а во тек е изградба на уште еден булевар. Иако во пандемија ние прв пат во нашиот град воведовме јавен превоз, се изгради уште едно ново училиште, се реконструираа патишта. Успеавме да отвориме центри за ран детски развој во сите села. Ја прогласивме Шарпланина за национален парк. За овој град треба да работиме сите, затоа што тоа е наш град. Локалните избори се многу важни за секојдневниот живот на нашите граѓани и на овие избори тетовчани несомнено ќе го кажат својот збор на 17 октомври.
ќе гласаат за кандидатката за градоначалник на Тетово, Теута Арифи и листата на советници предводени од Блерим Османи. Бидејќи Теута и Блерим се дуи, додека ДУИ е политичка партија која 20 години успеа да ја промени политичката конфигурација на нашата земја. ДУИ за 20 години успеа да ги обезбеди правата на албанците со измена на уставот на нашата земја. И кога сите овие придобивки се постигнати за нашите граѓани, ние продолжуваме понатаму, ангажирајќи се уште посилно со концентрирање на целата наша енергија на градење на иднината. Време е да се посветиме уште повеќе, да го направиме нашиот град почист, да го направиме нашето Тетово позелено, да го направиме уште подобро место за живеење. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути на улица Цветан Димов во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 45 годишен тетовец, затоа што кај него бил пронајден хероин. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот и 20 минути пак, 38 годишник од гостиварско Чегране во СВР Тетово пријавил дека во угостителски објект на улица Живко Брајковски во Гостивар околу 9 часот физички бил нападнат од 36 годишник од Гостивар, а поради нивни претходни нерасчистени деловни односи. Нешто подоцна, околу 23 часот и 55 минути, едниот пријавил дека другиот телефонски му се заканувал за физичката пресметка во угостителскиот објект. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Во рамките на секојдневните сообраќајно-контролни активности кои континуирано се спроведуваат на поширокото тетовско подрачје, покрај другото, вчера биле откриени и санкционирани 7 возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола. Тие веднаш се исклучени од сообраќај и ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци со потсетување дека паричната глоба за овој вид прекршок согласно член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата изнесува 250 евра во динарска противредност. Со ваква парична глоба ќе се соочат и лицата кои им ги дале возилата на управување, иако знаеле дека не поседуваат возачка дозвола. Инаку просечно месечно во Тетовскиот регион се откриваат и санкционираат по 150 до 200 лица кои управуваат возила без дозволи. Најчесто станува збор за возачи на мотоцикли и патнички моторни возила на различна возраст од 17 до 40 години. Од секторот за внатрешни работи Тетово со апел до ловџиите доследно да го почитуваат законот за лов. Апелот следи во пресред на официјалното отварање на новата ловна сезона на 1 октомври. Задутре 1 октомври на поширокото полошко подрачје официјално ќе биде отворена новата ловна сезона, со цел навреме да се превенираат, односно пресретнат незаконските постапки на поединци, но и ловџиите поблиску да бидат информирани за последиците од таквите постапки. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира доследно да се почитува законот за лов. Санкциите за непочитување на одредбите од законот за лов се ригорозни и доследно и без исклучоци ќе се применуваат кон сите подеднакво, без разлика дали станува збор за ловџии почетници или за искусни ловџии. Ловџиите од полог се подсетуваат исто така дека незаконит лов представува кривично дело за кое се предвидени парични и казни затвор од 1 до 3, односно 5 години, зависно од тоа кога, каде и каква дивеч е отстрелана. Член 228 од Кривичниот законник. На ловџиите им се укажува да бидат докрај внимателни при ракувањето со оружјето што го поседуваат и носат со себе на лов, за да не ја доведат во опасност сопствената и безбедноста на другите, но и да не го даваат оружјето на други лица, пред се на лица кои немаат дозвола за оружје и кои не се членови на ловечко друштво. Инаку со започнувањето на ловната сезона, секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со другите служби значително ќе ги засили контролите низ ловиштата на подрачјето и ќе превзема соодветни мерки и активности за спречување и санкционирање на незаконскиот лов. Ждрепката за осмина финалите од фудбалскиот куп на Македонија одлучи да се сретнат Шкендија и Ренова. Локалните ривали својот надпревар ќе го одиграат на 20 октомври на градскиот стадион. Во просториите на Фудбалската федерација на Македонија беше извршена ждрепката за осмина финалите од фудбалскиот куп на Македонија. Помеѓу 16 екипи во оваа фаза
се и две од Тетово кои ќе се сретнат помеѓу себе. Шкендија и Ренова својот надпревар ќе го одиграат на 20 октомври во 13 часот на градскиот стадион во Тетово. Според новите правила ќе се игра само еден надпревар, а победникот оди во четвртфиналето, што значи дека Тетово со сигурност ќе има една екипа помеѓу 8-те најдобри во Купот на Македонија. Останатите двојки за осмина финалето се Струга Борец, Академија Пандев Македонија Ѓорче Петров, Вардар ќе игра против Скопје, Брегалница Штип Охрид, Беласица Силекс, Пелистер Работнички и Шкупи Тиквеш. Екипата на Силекс е бранител на трофејот од минатата сезона, откако во финалето после изведувањето на пеналите го совлада составот на Академија Пандев. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.